Po nekoliko denovi bez pozitivni pacijenti na COVID-19, денес Штип доби резултати за нови 6 инфицирани пациенти. Тројца од нив се вработени во клиничката болница во Штип. Двајца се од инфективното оделение и биле во контакт со 80-годишната пациентка која почина од корона инфекцијата. Едниот е анестезиолог и за него допрва ќе се утврдува како се заразил. Останатите тројца пациенти не се здравствени работници и тие биле во контакт со некој од претходно инфицираните. Со ова, бројката на регистрирани пациенти во Штип се искачи на 26. Од нив еден почина, двајца се излечени, а 23 се активни случаи. Во Кочани заразено со коронавирус е дете на возраст од 2 години и 4 месеци. Во болницата во Кочани е донесено вчера веднаш по земањето на брисот. Резултатите се пристигнати, а раководството на болницата добило насоки денеска веднаш детето да се хоспитализира на клиниката за инфективни болести во Скопје. Директорот на Кочанската болница Александар Серафимов тврди дека медицинскиот персонал ги почитувал сите протоколи при приемот на 2-годишното дете. Во Кочанската болница, освен на 16 здравствени работници од детското оделение, по случајот со 4-месечното бебе се тестираат и други медицински лица. Пристигнатите резултати се негативни за дел од тестираните, меѓу кои за инфектологот, додека за вработените на детското оделение резултатите се уште не се пристигнати. Благ пораст на бројката на пациенти кои се во самоизолација поради вратени луѓе од државните карантини. Нивниот број на ниво на регион сега изнесува 244. По општини бројката е следна: Штип 92, Кочани 54, Чешиново Облешево 21, Македонска Каменица 16, Виница 17, Берово и Зрновци по 9, Карбинци 6, Пробиштип 25 и Пехчево 3. Од вчера попладне на сила е маратонски полициски час во време трајање од над 60 часа. Иако Штипјани имаат долга традиција на пиење кафе и дружба во сабота предпладне, денес во центарот на градот нема никој, улиците се празни, а сите објекти затворени. Идентично е во сите населби од општината. Населбата Сењак е една од најгусто населените населби во Штип, но и овде луѓе може да се видат само во дворовите и на терасите. Улиците се празни, на нив нема ниту возила, ниту минувачи. Ни ги даде инструкциите и за тоа користиме го времето по дворовите, на убаво сонце, малку на растојание и така. Важно е да помине и да се придржуваме према правилата од владата. Од тука натака дека смееме, значи вика, не сум ни излегол, нели гледаш дека се е, значи што е било. Тоа е. Вака денес беше во Штип, а вака беше и во останатите општини од регионот.
Делчевчани ги почитуваат сите мерки и препораки согласно 60-часовниот карантин кој ќе трае до понеделник наутро. Денес во Делчево е пазарен ден, меѓутоа поради добро познатите причини за заштита на населението од заразата од COVID-19 и денеска тезгите се празни, како и претходните две саботи. Граѓаните генерално ги прочитуваат препораките на надлежните, а она што е интересно е што вечерва од своите стамбени згради, од своите тераси, граѓаните ќе излезат со аплауз да им дадат поддршка на медицинските работници за сето она што го прават во насока на спречување на заразата од COVID-19 во Делчево. Додека улиците се празни, општинските власти работат на засилена дезинфекција. Денеска, утре, исто така ќе имаат засилени активности на терен со дезинфекција на целиот град буквално во овој викенд, така што со 4 возила ќе работиме на терен и тоа се координирани акции на јавното претпријатие ИСА, територијалната противпожарна единица со 2 возила и едно приватно возило кое што се вклучи во поддршка на општинските служби. Во меѓувреме за сите оние кои не успеале да се обезбедат со лекови и храна, достава вршат одредени маркети и угостителски објекти. Да, ние пицерија Мацо за време на полициски час вршиме достава до домовите. Вршиме достава од 8 часот наутро, па се од 20 часот навечер. Достава вршиме со наши возила, но исто така има и такси компании кои вршат достава, така да не е проблем, луѓето слободно може да нарачат. Имаме број за нарачки и така. Голема благодарност до општина Штип кој што издаде дозвола да може да работиме во време на овие услови. Над 500 граѓани пак добиле достава на намирници до дома со посредство на волонтерите на Црвениот крст, а порака до граѓаните упатија и вработените од итната медицинска помош. Се соочуваме со огромна светска криза. Пандемијата на вирусот COVID-19 што го зафати светот, не ја одмина и нашата држава. И го смени начинот на нашето секојдневие и општо целиот наш живот. Много е важно да се следат препораките дадени од Светската здравствена организација. Само така можеме да ја победиме пандемијата и да излеземе од оваа криза како победници. Ние, медицинските работници, полициите и пожарникарите, го ризикуваме животот и остануваме на работа за вас. Затоа вие останете дома за нас. Останете дома!